Добро утро на сите, почитувани представници на медиумите. Денеска сум тука да објавам вест која не е само административна одлука, туку представува почеток на една нова, динамична ера за македонската економија и енергетика. По предлог на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, владата на седницата одржана на 27 јануари оваа година го усвои годишниот план за изградба на енергетски објекти за 2026 година, која беше објавен во службен весник број 18 од 30 јануар оваа година, значи минатиот петок. Овој документ не е само список на желби, ова е конкретен, анализиран и стратешки план со кој почнува нов масивен циклус на инвестиции во енергетиката во Македонија. Зборуваме за инвестиции кои ќе ја трансформираат нашата енергетска слика, ќе обезбедат стабилност и ќе ја зацврстат нашата енергетска независност. Зборуваме за инвестиции кои ќе бидат направени од страна на приватниот сектор и ЕСМ вклучувајќи го, од страна на над 97 различни компании. Министерството е тука да создаде услови, се донесе новиот закон, се воведоа нови стандарди, транспарентност и се усогласивме со европските стандарди. Дозволете ми да бидам прецизна со бројките, бидејќи тие најдобро ја илустрираат сериозноста на она што го работиме. Со овој план овозможуваме реализација на 67 нови енергетски објекти за производство на електрична енергија, секој со моќност поголема или еднаква на 1 мегават. Зборуваме за вкупна инсталирана моќност од неверојатни 4416,8 мегават часа и вкупна процената инвестиција од 3 милиарди и 735 милиони евра. Структурата на овие инвестиции е следна. Фотонапонски електроцентрали. Одобрени се 59 проекти со моќност од над 3000 мегавати и вредност од 2,1 милиарда евра. Ветерни електроцентрали. Одобрени се 7 големи проекти со моќност од 907 мегавати и инвестиција од 1,18 милиарди евра. Когенеративна гасна електроцентрала, прифатен е еден клучен проект со капацитет од 495 мегавати, вреден 445 милиони евра, кој ќе биде исто така значаен за балансирање на системот. Свесни сме дека обновливите извори бараат и складирање на енергијата. Затоа можам да кажам дека овој план е револуционерен, бидејќи става огромен фокус на батериски системи. Планот опфаќа вкупно 96 складишта на електрична енергија со вкупна инсталирана моќност од 2027 мегавати и капацитет од речиси 5000 мегават часови. Проценетата вредност само на овие системи за складирање изнесува безмалку 2 милиарди евра. Ова вклучува 77 интегрирани складишта во склоп на електроцентралите, 19 изолирани самостојни складишта кои ќе служат за балансирање на мрежата. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини ќе биде одговорно и ќе ја следи одблизу реализацијата на секој од прифатените проекти. Веруваме дека компаниите кои се најдоа во овој план се спремни и одговорни да ги реализираат своите планови. Сакам да истакнем и транспарентноста и строгоста на постапката која спроведе мојот тим. Интересот беше огромен. Добивме 284 барања од инвеститори. Сите беа поднесени во законскиот рок. Нашите служби од секторот за електроенергетика и обновливи извори детално ја проверија секоја иницијатива. Од техноекономските анализи, геодетски елаборати, се до имотните листови и доказите за бонитет. Од сите пристигнати на ранг листата влегоа оние кои беа комплетни и уредни, според принципот прв дојден, прв услужен. Немаше и нема да има привилегирани. Да напоменам дека планот не ги заборави ниту општините. Вклучивме 56 енергетски објекти за производство на електрична енергија од општинските планови на 7 единици на локалната самоуправа. Македонски Брод, Лозово, Дебрца, Кавадарци, Куманово, Брвеница и Кочани, кои директно ќе придонесат за локалниот економски развој и заштита на животната средина. Важно е да се спомене да не се загрози стабилноста на системот, сите овие проекти се поминати низ прелиминарните анализи на МЕПСО и на електродистрибуцијата. Направени се пресметки за мрежна сигурност, N-1 критериум, дефинирани се потребите мрежни инвестиции за приклучување.
Ние не градиме хаотично, градиме плански и безбедно. Да напоменам. Согласно Законот за енергетика, роковите за подготовка на годишниот план за изградба на енергетски објекти за 2027 година веќе течат и процесот е започнат. Затоа ги повикуваме и сите заинтересирани инвеститори кои планираат изградба на енергетски објект со моќност над 1 мегават да достават иницијатива до нас најдоцна до 1 јуни 2026 година. Истовремено, за енергетските објекти со инсталирана моќност до 1 мегават, заинтересираните инвеститори може да достават иницијатива до надлежната единица на локалната самоуправа и овој рок е 1 април 2026 година со цел нивно вклучување во општинскиот енергетски план за наредната година. Сакам да нагласам, изработениот општински енергетски план единиците на локална самоуправа се должни да го достават до Министерството најдоцна до 15 мај 2026 година. Овие рокови се важни за да обезбедиме координирано планирање на локално и национално ниво, усогласување со потребите на електроенергетскиот систем, како и навремена подготовка на инфраструктурата и мрежните капацитети. Очекуваме годишниот план за 2027 година да биде донесен најдоцна до крајот на годината, секако во согласност со законските обврски. Ги повикуваме сите засегнати страни навремено да ги почитуваат утврдените рокови со цел да обезбедиме транспарентен, предвидлив и стабилен инвестициски амбиент во енергетскиот сектор. Ова се бројки и факти. Вкупната слика е дека пред нас е инвестициски бран од над 5,7 милиарди евра процената вредност на проектите во производство и складирање на електричната енергија. Ова е доказ дека Македонија станува сериозна енергетска дестинација. Ние, како Министерство, ја завршивме нашата работа професионално, навремено и согласно законот. Сега е ред на реализација од инвеститорите, која со внимание ќе следиме. Ви благодарам.